Тишина, молам, почнуваме. Музика. Čekajte! Pustite li, čekajte! Ne možemo da počneme! Ti nema ispoveditelite! Ušte ne pristignele! Тогаш наđajte se nekako. A dobro, što je сега? Što čekаме? A вече сме до термина. Друга режисер! Уште ги нема артистите! Зошто го ќе волите? Па и самите знаете дека одавек доаѓаат. А вие исто така знаете дека терминот на нашиот новогодишен блок веќе започнал. Готово ли се за почеток? Без паника, те молам, моите клопи се веќе ставени. Асистент, да, ние статистите сме сите тук. Добро, благодарам. Пардон. Смирениот професионален статист. Секогаш на ваш услуг. Благодарам. Dragi gledači, se izvinuvame poradi ova organizaciona nepredvidenost i ve molime da ga uvažite, ovo je naš posleden ovogodišnji propust. Ја видовте ли? Најавувачката Ленче. Па значи и таја вечерва тука во студиото. Па што тоа? Па како па што тоа? Па тоа значи дека ќе имаме можност да видиме наживо. Се надевам дека във вашата фоторепортажа ова задоцнување ќе умеете убаво да го објасните. Па се разбира. Впрочем, вие знаете дека нашето ТВ списание секогаш се одликувало со точност и објективност во информирањето. Благодарам. Од името на телевизијата и нашата екипа, најсрдечно ви благодарам. Пардон, молам? Ништо. Да, само сакав другар помошник. Да ви помогнем, се разбира, ако можам со нешто да ви помогнем. Помош? Да, па кој сте ви добро? Јас. Статист? Статист. Или, уште, подобро кажено, човек кој е многу заинтересиран за задкулисниот живот. Сакам да речам, за творечкиот живот по студиото, на сцената, на естрадата, сосема сеено. Зашто да бидам искрен, мојата дамјашна, најинтимна желба била да се посветам на уметноста, на актерството. Велат дека имам вроден талент. Дојдат! 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 Чухте ли? Дојдат! Пристигнува! Каруселот пристигнува! Ново мишката пристигнува! Почнуваме!
посетители и гледачи на овој наш новогодишен програм. Го објавувам доаѓањето на учесниците на нашиот новогодишен карусел! Отворете порти, опремиња нови, отворете прозорци сите, доаѓаме ние со пајтот што плови, из време и простор што ида. Ние сме комедијанти, ние сме коматници без пристан, со смејата сме интригантни, а души наши ни се чисти. Ние сме комедијанти, ние сме коматници без пристан, со смејата сме интригантни, а души наши ни се чисти. И дојдовме еве од минато време, ко гости на празничен ден, во серијата песни и се што е темно, да скинемо нашите молни. Ние сме комедијанти, ние сме коматници без пристан, со смејата сме интригантни, а души наши ни се чисти. Ние сме комедијанти, ние сме коматници без пристан, со смејата сме интригантни, а души наши ни се чисти. Добре дојдовте во нашево студио. Поштовани граѓани, дами и господи, драги посетители, драги гледачи. Во вашиот град допатува прочуениот комичен театар Карусел. Пред да започнеме нашава програма, ќе ви ги представам актерите. Трагичарот, љубимецот на женскиот пол, 3 самоубиства на девојки млади, 3 бракоразводни парници во негова полза и едно фрлање сода во очи на негова штета. Дете на природата, родено на сцената. Деланка не паѓа подалеку од Цепенка. И таа тргна по трнливиот пат, иако не личи на родителите. На турбуш љубовникот, наречен Салвини. Сенскиот шармер, поради кого девојките патриархални ги напушта своите домови, бегаа со театарот. Сегашниот изглед може би мами, но ете сам нека ви потврди. Жервеза! Мери Даган! Сер Тоби Боби!
од струмичката убавица тетка Јулијана. Маестро! Neka blesne kako molnja, Eve raport, cela rolna. Cel den denes ili zbiram, nešto da vi raportiram. Ja segnem minam i seke vidam. Ja segnem minam i seke vidam. Direktor je samo sedi i vo stranstvo vari štedi. Sekretar će mnogu arnu, vari kafe, honorarno. Ja segnem inam i seke vidam. Ja segnem inam i seke vidam. Kajka zapane meso, moreće go, kolam peso. Šeker ima, šeker nema, po 3 vreći nekoj zema. Ja segnem inam i seke vidam. Ja segnem inam i seke vidam. Trgovci terace krijat, inspektori tenis pijat. I štom će počne da se deni, ne čekat novi senit. Ja segnem inam i seke vidam. Ja segnem inam i seke vidam. Maestro, što značilo ovo vaše vreme da se bide akter? Ili kako što narod otveleo, sojtarija? Prepravувач, lakardijas, komedija. Interesno. To mu dovađa kako nekoj vid umetnost, ne? Ne. Dedo mi za umetnost imaše vakva definicija. Slušaj, kutre, sve što leta ne se jade. Kelner da bideš, gosti da služiš, to umetnost ne. No od gost od smetkata da je naplatiš, to umetnost. Ukrotitelj da bideš, zverovi da dresiraš, to umetnost ne. No da čovjek je dresira teštata svoja, umetnost je. Direktor da bideš, ustanova da vodiš, to umetnost ne. No od platata ženata da je oblečeš vo svila
и да си соци да швира, е тоа уметност. Од дедом Игнат научив многу своите рилаци и се придружив на театарот Карусели. И од град во град талкавме со песна, маестро. Ја сегде минам, и сегде минам. Добре дојдовте во нашиот град. Браво, момче, браво! Е, тоа се вели убав пречек, а? Секогаш на ваша услуга. Знаете, јас од секогаш сакав да служам на уметност. Да, браво, Секогаш момче. ваш слуга. Браво, 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 браво. Се надевам дека ќе ни бидете при рака. Да. Ау, тој пластрон. Знаеш, ова ми треба за идната сцена. Pa dobro, što je сега? Što čekamo još? Krajno vreme je da se započne. А, видно е, господин режисер! Артисти, сите на своите места! Працуваме! Ве молам, што побрзо можете, пригответе се за вашиот настап. Почнуваме. Да. Другар асистент, ние статистите сме сите приготвени за почет. Ти да молчиш, терайте пресом! Камери! Приготвени? Приготвени? Да! Почнуваме! Музика! Почнуваме! Музика! Тишина молам! Тишина молам! Тишина! Не, тоа за вас не важи! Продолжите, само за вие што пак говорите. Кажи му да почне. Јас да му кажам да почне. Тоа не е моја работа. Јас ќе му кажам. Ајде, почувајте. А вие рековте тишина. Ова за вас не може. Nije to tekst. Ko treba potpirat, povelite, to je ta soba. Повелете. Ете, која е таа соба? Па не е лоша. Нели маче? Прекрасна. Оваа соба ја помина својата прва брачна ноќ. Принцезата Емилија Марија Ностро де Порто Рико. Порто Рико? Порто Рико? Порто Рико, па тоа се цигари, пури, а? Можам да си представам колку пури добил како мирас тој среќен младоженец. Миличок, па тука е поставено за јадење. Па каде не гледам јасно? Ама не таму, Миличок, таму на зидот. Наистина. Слушајте ви, како човек ќе се искачи горе да се нахрани? Овие чини се реликвија. Реликвија? А јас пак мислев дека се од порцелан. Постои легенда. Ако некој излаже во оваа соба, веднаш ќе падне една чинија од зидот. Тогаш ме чуди зашто уште не паднала. Кого вие тоа го возите? Мене?
Zato ova soba je dala me samo na mladenci. Tija prvata noć ne se lažat. Da, ništa, šegata bi uspea i ja sam pomalku šegađija, ne li mađe? Ako mi dozvolite, jaske se Da, dok mu sakam da me pomolam, da ne ostavite namira. molim. Da. Guculi mače, rasprava prikazna za crveното vrapče. Ела, миличок, да ти да бидем бакне. Ще го чувам одамна на твоя сметка. Нови сметки, не спомнувай ми сметки. От сметки вулкава ми е главата. За малко че настрада тамо при последната ревизия, кога ми правила ревизия. Боже, какво чувство беше додека клечевме пред олтарот. Кажи ми ти, миличок, што почувствува? Почувствував боцкање во колениците. Не е чудо душ. Последен пат клечев кога бев ученик во основно училиште. Можеме сета оваа церемонија да ја свршиме кај матичарот, а татко ти не, јас сакам в црква. Ти не си почувствувал ништо затоа што не ме сакаш. Сега гледам, си ме земал само заради мојот мирас и затоа што татко ми е генерален во предпријатството. Маче, колку малку ме познаваш, па јас би те зел тебе гола, боса, без 5 пари. Значи вистина било, не лажел портирот. О, Боже, колку сум несрегна. А јас можев да ти бидам верна и само за тебе да ја сочувам својот нерв. Така значи стои ме ти, орлеанска невина девице. После човек се чуди кога детето ќе му се роди со прчест нос. Колку сум несрегна. Зошто? Зошто сега плачеш? Сега сме нерешено, 1:1. Мојче, немој да плачеш. Немој се да плачеш. Знаеш, нервите ми се забија во војната. Чекај да завршам. Нервите ми се забија во војната од силни супервизиони комисии додека извадив уверење дека сум постојано неспособен. Ајде рипај сега, де! Боже, пак сакаше да излажеш, шо? Што плаче сега? Затоа што ти мене не ме сакаш. Како можеш така, такво нешто да ми кажеш? Па добро, кажи ми, дали ме љубиш? Маче, па јас те љубила на Марибор, Зидан мост, патници, повелете во кола, кој патува, кој не патува, бегај. И без билако проговорам еден збор. Проклети чини. Боже, колко сум несречна. Ке појдам кај адвокат и ке барам развод. Не, јас ќе појдам кај адвокатот, ќе барам развод, затоа што татко ти мене ме изигра, како што ги изигрува сите закони во предпријатието. Како се осмелуваш такво нешто да зборуваш за татко ми? Тој е најчестниот човек во предпријатието. Ја видовме неговата честност, а скоро ќе види и целиот колектив. Знаеме ние и за вилата што ми е дадена како мираз. Да молчиш, вилата татко ми ја заработи со собствената пак. Ја видовме неговата вода. Раскинувам со тебе, ке се омашам за Љупчо. Имам барем маш джин, а не како тебе, петле. Петле? Јас петле? Ти. Знаеш ли ти минатиот пат кога се степавме? Такви две шлаканици... Јас добив шлаканици. Хајде си, хајде бегаме. Не мркувам одаме, додека не ми кажеш дека ме сакаш. Ајде надвор
Hoćem ti kažem дека те сакам срце. Сакам тука! Ма не може тука има чини, не може тука. Ајде срце, ајде надвор, во природата. Поубаво звучат тие зборови, велки таму немам месецу да ми падне на глава. Ајде срце, ајде. Как ти дови? Ей, платете сметката! Утре ќе платам чесен збор.